Еве сме тука во студиото на Македонија денес да разговараме на една навистина интересна тема која што традиционално веќе години наназад се случува и го привлекува вниманието на јавноста, секако бројот на гости кои што присуствуваат на манифестацијата која што е препознатлива не само во Македонија, туку и надвор од границите. Ромскиот бал кој што и оваа година верувам дека ќе собере многу од ромите, припадниците на оваа етничка припадност, но и на сите останати кои што сакаат секако да уживаат во вистинската забава. Токму поради тоа, утрово во студиото разговараме со представничкиот организацијата на Ромскиот бал, Фатима Османовска и Санела Емин. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Ви благодарам што сте со нас ова утро да поразговараме за овој навистина значаен настан пред се за ромите, но и за Македонија, каде што веќе традиционално години наназад се организира. Оваа година веројатно веќе традиционално по не знаеме ни ние кој пат секако, како што кажавте вие, од кога постои општината се организира балот. Може ли да ни кажете за самото тоа? Секако, значи, овој бал е дел од традицијата на ромската култура, со тоа што се прославува Василица. Василица како празник е препознатлив како празник на ромите, кој што се празнува векови наназад. Дел има религиска историја, меѓутоа понатаму прераснува се вметнува во делото традицијата на ромите. На овој ден вообичаено, еве јас се сеќавам во моето семејство низ годините, се собира најблиското семејство, на трпезата секогаш има гуска како препознатлив дел од овој ден. Потоа после Василица од 13-14 јануари се собираат припадниците од најблиското семејство, се слави, се весели овој ден. И некако спонтано низ годините се повеќе и повеќе се дава значење на овој ден како еден ден кој што зближува, кој што е ден каде што може да се собере и потесното и поширокото семејство, и со децентрализација и со основање на општината Шуто Ризари како единствена и неголема ромска општина, некако дојде до таа потреба на еден организиран начин, во една организирана форма да се направи еве оваа форма на ромски бал, каде што ќе може да се сретнат сите луѓе кои што се припадници на ромската заедница, кои што го чувствуваат близок овој ден, меѓутоа и сите останати за заеднички на убав начин да го прослават овој ден, како кажа, во организирана форма, во убава атмосфера, со пејачи, со музика, со јадење, со пиење. И традиционално секоја година во периодот помеѓу 11 и 17 јануари се знае дека е денот кога се организира Ромскиот бал. Да, и како што спомена и Фатима, гуската е редовно дел од трпезата. За Василица секако кога се празнува овој празник и кај вас ромите, но постојат ли други некои обичаи кои што еве вие, Санела, се сеќавате дека низ годините се применуваат и се практикуваат, а се поврзани со овој празник? Да, јас малце ќе се надоврзам со Фата. Значи, ние го памтиме празникот, ние сме малце од помладата генерација. Порано балот, значи велам од времето на баба ми, порано Василица се славело баш така како што се слави и се оди во други семејства, значи баш како во историјата клопотари, не знам, одат од семејство на семејство, па има полазник или тој прв што ќе ти влезе во куќата, па нели и тие кршат паричка, сето тоа остана од нашите, значи велам од постарите. И тоа ние го влечеме као некоја битна лоза, ама порано имало само концерти. Така. А сега во помодерно време веќе и ромски балови, со тоа што кодексот на облекување е класичен, модерен. Порано имало, знам дека се носеле по носијава наша шалвари. Мора да носат шалвари. Тоа секогаш било во универзална сала. И тоа било се негде 15 или 16, јас тоа така го памтам. И да се навратам во поново време, веќе се слави или по-модерно бал, па во ресторани, како и оваа година кај нас ќе се слави во Борис Трајковски, ВИП арена, и нашата бројка гости очекуваме негде 2000 да е, и не се само роми, овој пат имаме и други етници, значи не се само роми, ни доаѓаат и од Европа, роми од диаспората, нероми, наши пријатели, гости, ќе бидат поканети политичари, што на овој момент, овој дел го начинуваме, му даваме сјај на да го прославиме со години, пошто ни е традиција, и така ни остана. Оваа година решивме да немаме мис убавица, како и сите што знаат дека нели имаме мис
Оваа година ние решивме да немаме мис. Да, јас затоа кажав и на самиот почеток пред разговорот зошто нема да има мис, тоа е едно од најубавите нешта кое што секако се поврзува со бал. Решивме оваа година да немаме мис и оваа година нашиот бал носи име New Generation, како нова генерација. Мислиме дека тоа е нешто као нешто видено, као нешто што е кич, не велиме дека ромските девојки не се убави. Но напротив, да, но тоа остана нешто што остана и тоа ќе го запамтиме, а нешто продолжуваме понатака, баш кај програмата ни е некако преголема, имаме 5 оркестри, ни доаѓа Адил со својот стринг бенд од Турција. Ни доаѓаат нашите познати пејачи од населбата Шуторизари, Рамадан Бислим Рамко, кој веќе секој го знае. Доаѓаат дечкиве, да не ги заборавам, Gypsy Band, Fantasy Band, ни доаѓаат и од Бугарија, Fantasy Band ни се од Бугарија и тие се најпознати, мислам, не само кај нас и пошироко. Да, рековте очекувате околу 2000 посетители, не само од Македонија, и како што кажав јас и во најавата, ова е бал не само за ромите, туку сите кои што сакаат да уживаат во вистинска забава и во навистина начин на кој што знаете вие единствено да се веселите и секогаш со добра музика и добра атмосфера да се организираат овие настани, се очекуваат гости од диаспората. Веќе организацијата е во тек, па тешко ли е, Фатима, да се организира еден ваков бал во денешно време кога роми има насекаде низ светот, а знаеме, а сите ќе сакаат да бидат присутни? Мора да кажеме дека организацијата оваа година ни е предизвик, меѓутоа токму и тоа е убавината на овој настан, да се погрижиме во еден добар организационен тим, спремен организационен тим, да се погрижиме за тоа секој од тие 2000 гости што ги очекуваме да се чувствува добро и убаво и прекрасно на овој ден кој што се случува еднаш во годината. Мора да кажеме дека ова е настан кој што сите роми го очекуваат цела година. Организационо, да, предизвик, како што кажав, се организира во најголемата сала во Македонија, во салата Борис Трајковски. Меѓутоа, за тоа го имаме и добриот тим на професионалци кои што се ангажирани и за сценскиот настап на музичарите и на пеачите, исто така и за удобноста на гостите, професионална кетеринг служба. Мора да напоменеме дека не е ова концерт, туку поставеноста во салата ќе биде седење на маси со богато мени на храна и на пиење. Така да нас ќе ни биде како организатори задоволство да секој од нашите гости се почувствува задоволен на крајот од вечерта. Да, а како што кажавте, има голем број на гости кои што ќе присуствуваат. Рековте сакате да ги поканите и политичарите, тие се добре дојдени. Очи испратено е до нив покана. Да, кога е датумот на одржување на овогодишниот бал? 12.1.2019, од 19 часот почнуваме, па се до Сабајле. Кога ја чекаме Василица? Василица е 13 спрема 14. Да. И потоа како се продолжува со пречекувањето на Василица во Шуторизари? Има ли таму некоја традиција, нешто? Останува ли тоа од времето запазено? Знаете, балот останува како традиција, но Василица како Василица во населбата Шуторизари пола со пола ја слават, како што кажа и Фатима, поради религиозни причини. Јас Василица ја гледам како традиционален чин, иако е нели Василица е празник, христијански празник, но ете, ние пополека го превзедовме тоа како празник, како и што Ѓурѓов ден. Да. За нас е Ѓурѓов ден Херделес, но со текот на времето, нели, ние велиме Херделес е премин од пролет кон лето, навак натак. Сега исто и Василица го земаме како наш празник, само ради концертите, ради Василица, ради гуската, ради пачата, ради парата што ја кршиме. Сите тие обичаи некако остана и некако половина од луѓето во населбата Шуторизари се определиле да ја слават Василица и некои се определиле да не ја слават. Но тоа не значи дека ни едните ни другите нема да присуствуваат на балот. Тоа сакам да кажам дека сите доаѓаат на бал. Сите сакаат да дојдат на бал, без разлика која религија се. Да, во секој случај, како што кажавте, годинава акцентот е на младите и сакате секако да дадете доволно простор и внимание на младите кои што се повеќе се образуваат, работат на себе и допринесуваат за нашето општество. Да, и затоа ги покануваме не само ромите, туку и сите нероми, сите оние кои што сакаат добра забава, сакаат да бидат на настан кој што ќе се памети долго, да ни се јават.
за да си резервираат карти на време, да бидат дел од настанот. Значи, овој настан ќе го искористиме исто така и како еден меѓукултурен, меѓуетнички настан, затоа што ни доаѓаат сепак интернационални гости, го имаме Адил како специјален гостин и фантази бенд од Бугарија и затоа ги покануваме и сите нероми кои што сакаат да се дружат со ромите, да ни се јават, да си резервираат карти за заедно да го прославиме овој ден кој што исто така нели во очи на Стара Нова година. Да, верувам ќе биде навистина прекрасно да се биде дел од овој ромски бал на 12 во салата Борис Трајковски со почеток во 19 часот. Мене ми беше задоволство што присуствувавте во Македонија денес за да го најавиме да ги поканиме сите кои што се расположени за добра забава и секако на убав начин да ја прослават Старата Нова година, малку порано нели секако на 12, но во секој случај е убава прилика за дружба и за една вистинска забава со вашите гости, Адил, Фантази Бенд и сите оние кои што ќе бидат присутни, ќе допринесат за овој настан да се памети. Секако јас ви посакувам многу успех во годинава која што е пред нас, да имаме што повеќе можности и прилики да се гледаме во нашата емисија и да најавиме и други значајни настани кои што вие редовно ги организирате. Од нас како организатори директно до вашата телевизија имате покана да бидете и вие дел од нашата забава. Да, ви благодарам многу на поканата, ќе биде задоволство да се биде дел од вашата забава. Драги гледачи, доколку и вие секако сакате да присуствувате на ромскиот бал на 12 во 19 часот во салата Борис Трајковски, секако навремено може да ги набавите билетите и вие да видите како тоа на вистински начин знаат ромите и нивните пријатели да се веселат и да направат настан кој што ќе се памети, за кој што ќе се зборува во текот на целата година. Ние тука продолжуваме со музика, а потоа во студиото причекуваме млади извидници со кои што ќе зборуваме на една навистина интересна тема, затоа бидете и понатаму заедно со нас.